Централно издание на Дневникот Добро вечер. Еве ги настаните на денот. Денеска е Велики петок, еден од најтешките денови на Исусовите страдања. Помош за граѓаните кои ќе донесат одлука од град да се преселат на село. Педесетипетгодишна жена повредена во фабриката Ронтис. Велики петок е еден од најтешките денови на Исусовите страдања, ден на неговото фаќање, затворање, осудување, ставањето на трновиот венец на неговата глава и распнувањето. Исус ни покажа дека човекот само на овој начин може да се спаси и да ја победи смртта. Човековите страдања се мали во однос на неговите. На Велики петок започнуваат лошите моменти за Господ Исус Христос и за луѓето кои не подсетуваат на тешките денови кои тој ги поминал. Неговото фаќање, затворање, осудувањето, тепањето, ставањето на трновиот венец на неговата глава и распнувањето. Велики петок е еден од најтешките денови кои што нашата света православна црква го памети како таков, затоа што самиот тој пак не поучува на нашите страдања. На верниците познато им е значењето на Велики петок. Велики петок, распети е Христово. Да. Најтешкиот ден. Да, најтешкиот ден во годината. Страдањата и раснувањето на Спасителот наш. На Велики петок е распнат Господ Исус Христос. Така. И тој е најголемиот ден, најтрагичниот, најжалниот ден. Затова идеме тука да запалиме свеќа за здравје на сите и во чест на неговото Господово име. Па на денешен ден го погребуваат Христос, значи нашиот Спасител, тој му прават допело. Тоа се трите статии што ќе влезете уште малку и ќе ги слушнете. Фактички тоа оплакување на Христовиот гроб. Значи вчера го раснаа, денес го погребуваме, утре ќе воскресне. Човекот само на овој начин може да се спаси и да ја победи смртта. Тоа ни го покажа Исус. Човековите страдања и искушенија треба да не подсетуваат на неговите страдања, а во смисла на тоа колку човечките страдања се мали во однос на неговите страдања. На Велики петок нема литургии во црквите. Богослужбите се со содржина на страдањата и погребот на Исус Христос. Велики петок пропишува строг пост на вода. Христовиот крст стои во храмовите се до Велика сабота. На Велики петок се изнесува Исусовата плаштеница, односно неговото погребение, кое се поставува во средината на храмот. За повесели великденски празници, македонски железници од денеска во сообраќај го пушти великденскиот воз. Патниците изненадени од идејата на македонски железници транспорт, но и од великденските подароци. Елица Радевска со повеќе детали. Тргна великденскиот воз на македонски железници. Патниците кои што го користат ова превозно средство пријатно изненадени. Велат покрај комфорот, великденското украсување ќе му даде посебен белек на нивното денешно патување. Мислам, прв пат се случува ова и нешто е баш променливо и многу убаво. Тоа е нормално, мислам дека се чувствуваме добро. Супер е возо, имаме подароци, вака пријатно изненадени сме. Од македонски железници велат дека се задоволни од тоа како реагирале патниците. Идејата за великденско украсување на возовите е со цел на патниците да им биде што попријатно за време на празничните денови. Ова идеја дојдена од Европа, морам да ви кажам дека ова идеја искористивме од Европа или поточно Словачка, каде на еден начин го доближуваме народот или патниците со возот или возот со патниците. Тоа е фактички зближување, едноставно кажано, возот и патниците додат заедно. Една од идеите беше не само да се брендира ова за кое што пред малку зборувавме, туку и е еден начин и промоција на македонски железници во поглед на зголемувањето на бројот на патници. Великденскиот воз на македонски железници за прв пат годинава сообраќа. Одговорните велат дека ова веројатно ќе стане традиција. Инаку македонски железници во изминатите 2 години интензивно работи на подобрување на условите за патување. Великденски арт хепенинг беше организиран во Кавадарци.
Настанот го организираше Домот на културата Иван Мазов Климе во чест на неодамна загинатиот Глигор Чемерски, а по повод големиот христијански празник Великден. На градскиот плоштад твореа и сликаа 20 уметници од земјава и странство. Бојата служи за штафела и уметност, а не за шарење и боење на споменици, плоштади и јавни установи, порача градоначалникот на Кавадарци Александар Панов на великденскиот арт хепенинг кој се одржа на градскиот плоштад во Кавадарци. Во пресрет на православниот празник, во пресрет и на 1 мај, а и да покажеме дека бојата служи за на штафелај, а не за да се шараат споменици. Да, еве, денес и го отпочнеме чествувањето по овие неколку празници и со тоа да уметниците заедно со општина Кавадарци да во духот на уметниците и во духот на празнувањето позитивните вибрации ги пренесеме и врз кавадарчани. Овој хепенинг е во чест на доаѓенот на ликовната уметност Глигор Чемерски, како и великденските празници. Учествуваа уметници од земјава и странство кои твореа и создаваат дела кои ќе останат во трајна собственост на општина Кавадарци. Ние ќе го посветиме на нашиот колега Глигор Чемерски, кој што неодамна почина, и во негова чест еве се собираме да одадеме почит за неговото творештво, а и да создадеме нешто ново кое што ќе остане трајно власништво на градот Кавадарци. Значи секој од овие уметници доаѓаат од своите средини и носат различен дух кој што е ведар, кој што покажува нешто заедничко, кој што покажува творештво, и творештвото е нашиот примерен фактор. Уметниците порачаат дека сакаат да допринесат со тоа што ќе ја канализираат уметноста. Шаренилото нема да го расејуваат непотребно, туку ќе го хармонизираат на нивните платна. Уметниците од цела Македонија, гледам и надвор од Република Македонија, значи уметници кои се пријатели на Македонија присуствуваат денес кај нови хепенинг. Во суштина ние сакаме покрај обележувањето на величатото на големиот христијански празник, еве да придонесеме и со тоа што ќе канализираме уметноста, шаренилото, нема да го расејуваме непотребно, не дискриминирано, туку ќе канализираме нашите платни. На настанот беа присутни околу 20 уметници, а уметничките дела кои ќе ги создадат ќе останат за спомен на сите кавадарчани. Учениците од Основното општинско училиште Васил Главинов по повод великденските престојни празници организираше великденска манифестација. Тие ги представија своите изработени дела и ги продаваа по символична цена. Во заеднички договор со нивните наставници, собраните средства ќе бидат наменети за сопствени цели и онаму каде тие сметаат дека се најпотребни. За престојните празници великденска манифестација имаше Основното општинско училиште Васил Главинов. Во дворот на училиштето, учениците ги представија изработките инспирирани од празникот. На штандовите можеше да се најдат великденски јајца, кошници, украсни кутии, но и разни сладки и солени специјалитети. Ние овде продаваме секакви украси за Великден, за најголемиот христијански празник. Нас ни помогнаа нашите родители, потоа нашите наставнички. Се јајца, копачи, лакца се. Татон извади жолчката и со лаки праеш. Освен што учениците имаа можност да ја покажат својата идеја и креативност, овие манифестации им помагаат и интерактивно да се едуцираат и надвор од наставната програма. Надвор од наставата учат децата еве точно за Великден дека се вапсуваат јајца, дека треба да бидат црвени, нели ние она што ги прошараме, тоа е по наш избор, зошто се црвени и така натаму нивните наставници му објаснуваат, а во погорните одделенија, од 6 одделенија натаму, па ќе учат нели етика на религијата, вовеќе значи во религиите, така да подобро ќе си го објаснат тоа што не им е јасно околу христијанството и празниците. Учениците великденските изработки ги продаваа по символична цена. Во заеднички договор со наставниците, собраните средства тие ќе ги наменат за сопствени цели, онаму каде што тие сметаат дека се најпотребни. Од град во село за нов почеток, нов проект за враќање на населението во селата. Пример за тоа е Чашка, која меѓу првите рурални општини вложи во инфраструктурата во околните села, а населението масовно започна да се враќа во старите огништа.
Миграцијата од село во град години наназад беше тренд во Македонија. Напуштањето на огништето направи пустош во многу македонски села. Но работите полека се менуваат. Во последно време се почесто сме сведоци на разгорување на старите огништа и враќање во руралните средини. Пример за тоа е Чашка, која меѓу првите рурални општини вложи во инфраструктурата во околните села, а населението масовно започна да се враќа во старите огништа. Во последно време има интерес за враќање на тие луѓе, пензионери, кои што ќе бидат во нашиот крај. Има интерес, да речеме, токму во тие неколку населени места, како што се Габровник, Мокрени, Ораовник, да се изградат и нови куќи од луѓето кои што некогаш се иселиле, меѓутоа и од нивните поколенија, кои што тој е еден од најубавите предели во нашата општина. Во насока на враќање во руралните средини и разгорување на старите огништа е и новиот проект од град во село за нов почеток на владеачката ВМРО-ДПМН. Очекувањата се дека овој проект ќе биде примамлив за многу семејства, чии корени потекнуваат од село, да се вратат во родните краишта. Ќе понудиме исклучително поволен пакет на мерки и бенефиции, кои што ќе се состојат од парични средства за купување, изградба на нова или реконструкција на стара или веќе постоечка куќа на село, бесплатно државно земјиште за работа и користење на бројните мерки кои преку програмите им стојат на располагање на земјоделците. Овој проект заедно со останатите проекти од земјоделието треба да биде поттик за дополнителен развој на земјоделието како дел од економскиот развој на државата и процесот на намалување на невработеноста. Повредена е вработена во фабриката Ронтис. 55-годишната РП со повреди се здобила во текот на вчерашниот ден. На тој начин што 30-годишниот РД од Велес исто така вработен во истата фирма, додека управувал билјушкар при враќање назад ја прегазил жената која била вработена како хигиеничарка. Од општата болница Велес, хируршко оделение го пријавиле случајот во секторот за внатрешни работи Велес. Поради сериозноста на повредите, истата била пренесена во скопските клиники. Увид на местото на настанот извршила јавното обвинителство, трудов инспектор и увидна екипа од секторот за внатрешни работи Велес. Полицијата во близина на Демиркапи откри 24 мигранти од Авганистан, Ирак и Иран во товарно возило со скопски регистарски ознаки. Колешката Валентина Михајловска ги има деталите. 24 мигранти од Авганистан, Ирак и Иран откри полицијата во близина на Демиркапија во товарно возило со скопски регистарски таблички. Според соопштението на Министерството за внатрешни работи, мешовит патролен тим на полициски службеници од полициската станица Богородица и Република Хрватска синоќа во 21 часот и 30 минути забележале товарно моторно возило Ford Transit со скопски регистарски ознаки, како со голема брзина се движело во правец на Демиркапија. Кај местото викано Арсо Вилаки, полициските службеници се упатиле кон возилото, при што на даден знак за запирање, возилото продолжило да се движи со зголемена брзина. Возилото се исклучило од магистралниот пат и продолжило да се движи по земјен пат, каде на 50 на метри возачот го запрел возилото, излегол од него и се дал во бегство. Полицијата при извршената контрола откри 24 лица мигранти, од кои 16 од Авганистан, 3 од Ирак и 5 од Иран, кои се донесени во полициската станица Неготино. По консултација со јавен обвинител, 7 лица се сместени во прифатниот центар за странци на МВР, додека останатите 17 лица се вратени во Грција. Се преземаат мерки за пронаоѓање на возачот кој го управувал возилото и целосно расчистување на случајот. Изминатава недела се реализираше програмата Црвен крст во акција промоција на хуманите вредности. Кавадаречкиот Црвен крст организираше на различни активности, како хуманитарни театарски представи и музички концерти, ликовни изложби и најразлични спортски турнири, со единствена цел да помогне на ранливите категории на граѓани.
Хуманитарни театарски представи и музички концерти, ликовни изложби, спортски турнир во мал фудбал, турнир во шах, табла и домино со пензионерите се само дел од проектите кои младите волонтери од Црвен крст Кавадарци ги спроведуваат во рамки на програмата Црвен крст во акција промоција на хуманите вредности, се со една единствена цел да се помогне на ранливите категории на граѓани. Во склоп на тие проекти, цела во ова мината недела нас ни беше исполнета со низ за хуманитарни настани, почнувајќи од 19.4, значи тоа беше вторникот, кога тука во Домот на културата имавме хуманитарен концерт кој што го спреми учениците од Основното училиште Тодеха Читефов. Голема благодарност до нив и до училиштето и директорот. Потоа следеше на 21.4, четврток, во Гоце Делчев, училиштето, каде што исто имавме хуманитарен настан, во кој што беа вклучени ликовен конкурс на тема хуманост, како и музички забавен дел. 30 млади волонтери од Кавадарци, а покрај нив и многу други со овие активности ја разбудија хуманоста во себе и во другите граѓани и поттикнаа желба да се помогне на ранливите групи на граѓани. Ако се има во предвид дека ова се работи и во другите градови во Македонија, тогаш хуманата мисија има иднина во државата. Може да видите дека имаме еден куп настани, низа настани, хуманитарни пред се и многу се радувам што имаме вака еден, да речам, хуманитарни срца, лица и една хуманитарна општина. Можеме да бидеме пример за останатите. Во рамки на активностите на Црвениот крст на град Кавадарци се реализираше и неделата на солидарност, која траеше од 18 до 22 април. Македонија е петта најмалку задолжена земја во Европа со државен долг од 36,8%. Нема заразни заболувања кај мигрантите во Гевгелискиот камп. Ова се настаните од земјава. Со државен долг од 36,8%, Македонија е пета најмалку задолжена земја во Европа. Според соопштението на Министерството за финансии, во првиот квартал од 2016 година, државниот долг на Македонија бележи намалување од 38% на 36,8%, додека јавниот долг од 46,5% на 45%. Земјите од регионот пак имаат двојно и повеќе од двојно поголем долг во однос на Македонија. Како што истакнуваат од Министерството за финансии, на крајот до секоја година се врши усогласување на јавниот долг со остварената стапка на раст на БДП. Така беше и во 2015 година, кога стапката на долгот беше намалена, бидејќи растот на бруто домашниот производ ги надмина очекувањата. Подрачната епидемиолошка служба при Општата болница во Гевгелија врши редовен увид на здравствената и хигиенска состојба во прифатно-транзитниот центар Гевгелија, во кој има 107 мигранти од Сирија и Авганистан, кои до затварањето на балканската рута не успеа да отпатуваат од Македонија. Епидемиолозите велат дека ангажираните служби навреме го изфрлаат сметот од кампот и дека хигиената редовно и континуирано се одржува, поради што се држи на задолжително високо ниво. Во сите објекти во Гевгелискиот камп се врши редовна дезинфекција. Епидемиолозите потврдија дека во кампот нема заразни заболувања, но дека не располагаат со информации дали нема и од другата страна на граничната ограда, во дивиот камп кај домени, каде според слободна проценка се уште има десетици илјади мигранти. Тешка несреќа се случи во Норвешка откако се урна хеликоптер. Ниеден преживеан патник не е пронајден после падот на хеликоптерот. Хеликоптерот во кој патувале 13 лица се урнал западно од Берген, вториот по големина град во Норвешка. Причините за несреќата се уште непознати. Во продолжение и останатите вести од светот. Во воздушните напади на области во сирискиот град Алепо, во последните 7 дена се убиени 123 цивили, меѓу кои 18 деца, соопшти денеска Сирискиот центар за мониторинг на човековите права, со седиште во Лондон. Во истиот период во нападите на области кои се под контрола на владините сили се убиени 71 цивил, меѓу кои 13 деца, тврди Сирискиот центар. Уште 7 цивили, вклучувајќи 3 деца, загинале при нападите на владините сили врз подрачја кои не се нивна контрола.
Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун ги повика вчера Русија и Соединетите американски држави да извршат притисок врз инволвираните страни во конфликтот во Сирија да ги прекинат судирите во земјата и да обезбедат веродостојна истрага за воздушните напади врз болница во Алепо. Во центарот на Париз утрово избија нови судири меѓу полицијата и група млади демонстранти кои не сакале да се разотидат. 27 лица биле уапсени, од кои 24 се задржани во притвор. Околу 100 демонстранти фрлале бетонски делови од калдрмата врз полицијата и палеле возила. Плоштадот на Републиката е место на ноќни собери на демонстрантите во рамки на движењето под име Будни цела ноќ против реформите во законот за труд. Протестите траат веќе 1 месец, но синоќа им било дозволено да останат само до полноќ. Во текот на вчерашниот ден најмалку 24 полицајци се повредени за време на протестите, од кои тројца се здобиле со сериозни повреди во Париз, а ширум Франција биле уапсени 124 лица. Времето утре ќе биде сончево и потопло со мала до умерена облачност. Температурата ќе се движи од 15 до 25 степени. Еве ги деталите. Тука е крајот на централното издание на Дневникот. Јас ви постакувам пријатна вечер.